Топ тема, добро вечер. По вчерашните 89, денеска 76 заразени со COVID-19, еден починет. 52 ново заразени е бројката во Скопје. Во Штип стрка со времето за тестирање на текстилни работнички во 6 фабрики, каде се тестираат околу 600 работници. Дури 70 лица се во самоизолација, откако со COVID-19 се заразија високи функционери на СДСМ. Бројките на заразени не стивнуваат, зашто Македонија се враќа назад наместо да исчекори кон излез од пандемијата со COVID-19. Што, кој и каде затаи во системот со справување со заразата и како ќе се врати или воспостави контролата. За сите овие прашања вечерва со вице-премиерот Бујар Османи во својство на координатор на општинските кризни штабови. Добро вечер и добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер. Благодарам за поканата. 52 случаи нови само во Скопје, 76 нови случаи во цела држава. Тоа е зголемена бројка во споредба со вчера во Скопје за 17 нови случаи. Можат ли овие бројки и натаму да го издржат заклучокот дека ситуацијата е под контрола? Видете, јас се изјаснив уште првиот ден кога ги видов овие бројки дека се вознемирувачки бројките и загрижувачки се бројките. Меѓутоа, сепак фактот дека поголемиот дел од нив се во рамки на познати кластери, односно во рамки на помал број на семејства, односно, например, 12 случаи, еве ќе кажам во Чаир денеска, не се во 12 семејства, туку се само во 3 семејства. Сепак е олеснителна околност во смисла на менаџирање, тестирање, контролирање на случаите. Меѓутоа, сепак ова враќање бара анализа, но пред се бара сега фокус како да се спречи понатамошното ширење. Мислам дека акцентот овие денови тука треба да се стави, а потоа ќе има време за ретроспективи и анализи зошто и како се случи. Недостасуваат во време во овој период и едното и другото. Ако велите дека за ретроспективата треба да почека, тогаш она како да се спречи се уште нема одговор. Беа најавени некакви мерки за денеска, меѓутоа министерот за здравство рече дека ќе се чекаат и бројките од утре и натаму и ќе се прават анализи за да се донесат нови мерки. Бројките покажуваат раст од 17 случаи во Скопје денеска споредено со вчера. Што се тактизира? Официјален предлог во главниот координативен кризен штаб од Комисијата за заразни болести не сме имале по однос на некакви мерки. Знам дека таму е разговарано, меѓутоа е одлучено да се чека трендот, па потоа да се дојде со предлог на штаб, а потоа на влада. Јас го кажав во неколку наврати моето мислење дека како политичар никогаш не би контрирал на предлогот и на ставовите што би ги донели од комисијата, меѓутоа лично сметам дека ова е фаза, ако научивме нешто од досегашното искуство со вирусот, е дека не можат колективните рестриктивни мерки да бидат посилни од индивидуалните мерки за заштита. Дека не може на ниеден начин да се наметне лична хигиена и одржување на физичка дистанца и носење на маска преку наметнување на колективни мерки. Туку преку работење на свеста на граѓаните, индивидуалната свест на граѓаните, дека секој треба да си го штити својот прагот од својата куќа да не влезе вирусот внатре. И мислам дека ако работиме преку објективни факти, во точно представување на кредибилниот страв од вирусот. Работиме на борба против лажните вести, кои што се обидуваат да ја злоупотребат оваа психичка фрагилност на луѓето, за да ги наметнат овие конспиративни теории, мислам дека најдобриот начин е доколку работиме на тој аспект. Сметам дека ова фаза кога треба да работиме со луѓето и да работиме против лажните вести и во подигнување на личната свест дека секој
треба да си го заштити, уште еднаш ќе кажам, својот праг од својата куќа, да не влезе вирусот. Господин Османи, ова звучи како признание на колапс на системот и оно што системот треба да го понуди и како превентивна, но и како репресивна мерка. Не се сложувам. Прво мислам дека државата ги презеде сите можни рестриктивни, репресивни, колективни мерки. Но тие не беа почитувани. И тоа хронолошки најрано од сите. Но не беа почитувани. Во најголем дел беа почитувани, меѓутоа доколку граѓаните не веруваат во опасноста од вирусот, ниту една мерка не може да се наметне. Јас кажав во неколку прилики денеска, вие можете полицајас да контролира некој дали носи маска и после 10 минути тој може да ја извади маската. Доколку не верува во тоа дека маската го штити, не може полицајас да ја чува секоја врата и да го чува секој човек. Полицајец може да контролира полициски час. Вие рековте дека вчера колективните мерки очигледно не даваат резултати. Овие бројки од денеска се од времето кога имаше полициски час. Да. Значи, тоа е едниот сегмент за бројките и тоа се однесува на предсе на бројките во Скопје. Другите алармантни бројки кои што доаѓаат, господин Османи, се бројки кои што доаѓаат од Штип. Тука исто така имаме непочитување на мерки. Непочитување на мерки за превоз, непочитување на мерки за организација на работен процес и така натаму. И сега имаме нов кластер кој тлее и гори во Штип. Значи имаме нефункционирање на системот или затајување на институциите кои требало да го спроведат. И полицискиот час кои требало да направат сообраќајна контрола, кои требало да направат почитување на работниот процес и така натаму. Видите, јас не мислам дека ова е време кога треба да прво да шпекулираме по однос на одговорноста за овој нов пик. Затоа што прво е шпекулација, која што може да биде на моменти субјективна и тоа сите ќе не внесе во едно дефокусирање од тоа што треба да го направиме. Не шпекулираме, вие заклучувате дека овие бројки од денеска се од времето кога имаше полициски час. Значи полицискиот час не бил почитуван, а некој дозволил тоа да се случи. Дозволете, јас не негирам дека имало отстапување, имало непочитување, можеби имало недоволно контролирање и санкционирање. Но сакам да кажам дека за да имаме констатации што е причината, ние треба да имаме научна анализа. А научната анализа не можеме ние да ја направиме ниту по медиумите, ниту во нашите секојдневни разговори, бидејќи така влегуваме во субјективни проценки кој што направил. Јас не мислам дека во оваа фаза ние имаме слобода да влеземе во такви анализи. Ние сме во пик на нови случаи, на нови смртни случаи и сега треба да се ангажираме како да ставиме бариера на оваа ширење. Бидејќи јас можам да шпекулирам со некои други причини кои што може да бидат причина за ова. Вие можете да имате некои други аргументи. Јас се повикувам исклучиво на вашите изјави. Еве ќе бидам и подиректен и ќе ве прашам. Кога бевте поискрен и кога ги темелевте изјавите на факти? На 26 мај кога се укина полицискиот час, меѓу другото ќе кажете: почитувани граѓани, би сакал меѓу другото да ви се заблагодарам за високото ниво на дисциплина, високата граѓанска свест и саможртва што ја покажавте сите овие недели на наметнати рестриктивни мерки и со тоа помогнавте да се сочува вашето здравје и така натаму, за да вчера кажете дека колективните мерки, значи откако го имавме овој нов пик, за да вчера констатирате дека колективните мерки очигледно не даваат резултат. Овие бројки од денеска, се извинувам, се од времето кога имаше полициски час. За денеска да отидете уште чекор повеќе во релативизирањето, дека секој од нас треба да биде свој полицаец, свој лекар за себе и за своето семејство. Чуму ни систем, чуму ни институции, ако сме оставени на грижата сами на себе. Дозволете, ако може јас да ги интерпретирам моите ставови. Прво, точно дека најголемиот дел од граѓаните беа дисциплинирани. И тој што сака да го негира тоа, бујрум, нека повели со аргументи, дека најголем дел од граѓаните на вистина не беа дисциплинирани и не се само жртвува овие 3 месеци затворени, почитувајќи мерки. И затоа се заблагодарив и уште еднаш, ќе се заблагодарам за
сите тие 3 месеци кога граѓаните ги почитуваат тие мерки. Зошто мислам и зошто реков дека колективните мерки не може да ги дадат резултатите? Затоа што тоа што покажа овие колективни рестриктивни мерки е дека доколку граѓаните не се убедени во ризикот од вирусот, нема начин некој да наметне превземање на заштитни мерки. Не може полицајец да ви влезе дома и да ви каже со колку луѓе треба да се соберат и на колку дистанца. Нема полицајец што може да ви каже кога треба да ги миете рацете и кога можете да ги чешате очите. Ама не релативизирајте, не зборуваме за миење раце, зборуваме ако овие бројки од денеска се од времето кога имаше полициски час, значи во времето на полициски час имаше и ифтарски вечер. И еве јас сега ќе ја замолам режијата да пушти 2 фотографии. Значи не станува збор за некаква семејна забава, туку станува збор за огромни маси ифтарски вечери на јавна површина. Никој тоа не го спречи. Еве една фотографија. Таа е од 12. Ние сме на иста линија. Истото го зборуваме. Да, беа прекршени полицискиот час на одредени места. Не можам да кажам дека во најголемиот дел. Во многу мал број беше прекршен полицискиот час и имаше собири и покрај тоа што беше препорачено да не се собираат. Меѓутоа, мојот став е дека во оваа фаза најдобриот ефект е доколку граѓаните бидат своји полицајци и ги чуваат своите домови од ширењето на вирусот. Ова е моето искуство од вирусот. Бидејќи сите се соочивме за прв пат со овој вирус. Сите мерки што ги превземавме на почетокот беа некои мерки кои што не беа засновани на некакви научни факти за вирусот. Секоја држава импровизираше според можностите и според некои епидемиолошки познавања за вирусот, но не и за конкретното однесување на овој вирус. Затоа велам, моја лична констатација после 3 месеци колективни рестриктивни мерки дека најефикасно е доколку секој си го штити својот дом, секој си го штити своето здравје и секој си ги штити своите семејства. Ако вие масовно дозволувате да лажни вести ги убедуваат луѓето дека вирусот не постои, не ви вредат никакви колективни рестриктивни мерки. Тоа ми е намерата што се обидувам да објаснам. А ова што го кажувате вие е сосема друга тема. Да, имаше непочитување, имаше одредени отстапувања кои што беа во мал број, во најголем број граѓаните ги почитуваа и да, тоа се причината што денеска имаме поголем број, но тоа не мислам дека решението па е насилното рушење, ако можам да кажам, или растурање, да, тој збор го барам, растурање, бидејќи тоа се сензитивни работи и како држава вие морате да водите сметка и за можните последици. Денеска во Соединетите Американски држави никој веќе не води сметка за коронавирусот, затоа што граѓаните се на улица. Затоа е многу важно во вакви случаи да бидете сензитивни со одлуките што ги превземате. Очигледно вие сте биле сензитивни како влада и како политичари, па затоа денеска имаме таков нов врв и таква нова ескалација. Во исто време, таквата неказнивост кон оние што прекршиле мултиплицира револт и поттикнува можна неодговорност кај оние кои што сиот изминат период биле дисциплинирани и совесни. За казнување нема да ме прашате мене, си има инспекторати, има МВР кои што се одговорни за казнувањата и навистина не знам зашто од мене барате да ви одговорам за тие прашања. Јас зборувам за политиките на владата визави справување со пандемијата, генералните политики за тие. Едно од генералните и централни политики во изминатиот период беа токму тие рестриктивни мерки. И вие сте замижеле како влада на неспроведувањето на тие рестриктивни мерки, а резултатот од тоа е овие бројки кои што ги имаме денес. Не се согласувам, мислам дека е субјективна проценка која што произлегува од вашите изјави. Која што јас би оставил
да се направи ретроспективно, да се направи постручна анализа кои се причините, а сега треба да се фокусираме како да ставиме стоп на ширењето на вирусот, бидејќи ако влеземе во таков круг на шпекулации, верувајте, особено во услови кога имате техничка влада од многу политички партии и почне секој да ја обвини другата партија што е причината за оваа состојба, ние не ја помагаме состојбата. Ние влегуваме во еден зачаран круг од кој што нема да можеме да излеземе, а состојбата ќе ни излезе од контролата. Зошто не си признаете дека помалку сгрешивте сите, бидејќи одговорноста е на сите? До вчера не слушнавме, очигледно е, се извинувам, очигледно е впечаток е дека овие бројки предизвикаа паника. А ги немаше ниту градоначалниците на Чаир, ниту на Сарај, ниту градоначалникот на Штип предходно со изјави. Сега некако сите сте мобилизирани да го изгаснете тој пожар, веројатно чувствувајќи и малку грижа на совест, затоа што од различни калкулации, што дневно политички, што со верските чувства, што со верските заедници, попуштивте, подклекнавте. Добро, јас не можам да зборам во име на другите, можам во мое име да зборам дека апсолутно не сум го намалил интензитетот на активноста во ниту еден момент и кога бројките беа помали и кога беа бројките поголеми. Исто сум на терен секој ден, исто апелирам секој ден, исто пишувам пораки во социјалните мрежи до граѓаните секој ден. На крај краишта јас сум лекар, ги знам епидемиолошките текови, ги знам и последиците. Така да не гледам дека имам некоја промена во интензитетот на грижата за граѓаните во ниту еден момент од пандемијата до сега. Каде е севкупното делување, бидејќи еве денеска бевте во Теарце, каде општина која што има многу заболени, и сега повторно го ставате акцентот кон она лично почитување на сите заштитни мерки. Меѓутоа, ако не се направи таа ретроспектива, нема да може ни да се оди ниту напред. Јас мислам дека сега е време да се делува. Сега е време да се разговара со граѓаните, сега е време да се одбијат теориите на заговор, сега е време да се даваат алтернативни научни факти на сите овие шпекулации кои што се даваат во јавноста. Анализите ќе ги оставам на тие што прават анализи. Јас сметам дека секоја анализа во моментот е шпекулација и дека не е заснована на факти. Затоа сметам дека не е време за губење на енергија. Ама така си ја негирате вчерашната изјава. Не, целта на таа изјава вчера беше дека сега влегуваме, и тоа е моје лично чувство, лично искуство, и тоа го потенцирам во секоја моја изјава, дека влегуваме некако во некоја втора фаза каде индивидуалната заштита е многу поважна од колективната во овој период. Може би тоа не е став на комисијата, може би утре комисијата ќе дојде со предлог за воведување повторно на карантини, на полициски час. Меѓутоа, овде се обидувам да го споделувам моето лично размислување по однос на ова прашање, дека ако не делуваме, ако не го активираме полицаецот во секој од нас, нема начин никој да ни наметне. Видовме дека не може никој да не контролира по домовите како се собираме и како се однесуваме. А вирусот се пренесува по домовите. Вирусот се пренесува токму на начин на кој што никој не може да ви наметне и да ви контролира. Ова се обидувам да ви го кажам. Да, вие совршено сте го дефинирале тоа со изјавата дека овие бројки од денеска се од времето кога имаше полициски час, и тоа значи дека дури во време на полициски час полицаецот во секој од нас не работел, не проработел кај многу од тие луѓе. Како сега ќе го преработите полицаецот во секој од тие луѓе кога не проработел полицаецот во нив, кога им висела на глава сериозна казна? Верувајте дека нема да можеме со казни ова да го направиме. Затоа ви велам, и за време на полицискиот час не функционирал полицаецот во нас. Полицијата била на терен. Не може физички полицијата да покрива секој метар квадрат од државата.
Не може полицијата да покрива секој граѓанин во секој свој дом како се однесува. Ова се обидувам да го кажам. Ниту се обидувам да амнестирам дали полицијата имало пропусти, за да не се сватам погрешно дека јас го бранам сега МВР или инспекциите. Апсолутно нека си направат анализи, нека си видат ако имало пропусти. Се обидувам друга теза денеска да наметнам. Да наметнам теза дека мора да разговараме со граѓаните, мора да се бориме против лажните вести, мора секој својот дом да си го штити. Нема друг начин да го стопираме ширењето. Да, и ке сретнете совесен граѓанин во кој што се разбудил, како што велите, во него и лекарот, и полицаецот, и тој кој што цело време бил постојано бил совесен, ќе ве праша: а што со тие кои што цело време ни го загрозуваа здравјето? Што на тие ќе им одговорите? Видете, тоа е веќе друго прашање. Значи, еклатантни примери, луѓе кои што имаат решение за самоизолација, го прекршуваат решението, излегуваат, тие треба да се казнат и тоа апсолутно не е дилема. Меѓутоа, јас зборувам за едно сосема друго тежиште на проблемот на кој што мислам дека не сме посветиле доволно внимание, сметајќи дека системот на санкции и системот на рестрикции ќе ни ја заврши и работата на индивидуалната грижа и тоа дали луѓето веруваат. Мислам дека тука ни е најголемиот пропуст на нас како систем, што дозволивме манипуланти да киднапираат психолошката фрагилност на луѓето, кои што во овие 3 месеци едноставно влегува во состојба на негирање на болеста заради тоа што бараа начин како да излезат и ние дозволивме да такви произведувачи на лажни вести да ни ги манипулираат граѓаните. И во овој мој разговор тука сакам да го поставам тежиштето. Дали имало недоволно санкционирање? Тоа е друго прашање за кое што јас не сум компетентен, еве ќе направите анализа или интервју со МВР, со инспекторатите, дали е превземено мерка или не. Верувајте дека немало начин овие ифтарски вечери да се растураат насилно. И би било погрешно. Би било погрешно литијата во струга да се растури насилно. Тоа би било само вовед во нешто што може би се случува денеска во други држави каде короната веќе не е. Значи, затаела комплетно превентивната функција, бидејќи на сите тие и во струга, и на сите тие што правеле ифтарски вечери со маси долги за Гинисова книга на рекорди, требало да им се укаже дека тоа е забрането. Во хиерархијата постои МВР, постои градоначалник, постојат полициски станици кај што командирите ги предлагаат општините, постојат така наречени локални совети за превенција. Затоа го споменав и Штип. Ако имало, постои и сообраќајна инспекција. Ако и таа си ја вршила работата, сега немаше Штип да биде под закана за карантин. Немаше Чаир да биде под закана за карантин. Затоа ви реков дека сме на иста линија цело време. Ако вие барате нови решенија и модалитети, мора да се вратите и на анализа назад, што не чинеше. Не, вие сега се вративте на мојата теза дека превентивни мерки. Нема насилни превентивни мерки. Не постојат насилни превентивни мерки. Постојат превентивни мерки во кои што се разговара со луѓето, во кои што се борите против лажните вести, во кои што разговарате за да ја подигнете свеста и на верските заедници, свеста и на луѓето, и на... Има нешто што се вика идентификација од слика и спорачување на домашна адреса казна, па ќе видевме дали после следниот ден некој ќе продолжеше со истата пракса како што ја имаше. Сигурно ќе ги прашате во МВР зошто и како јас ве прашувам и вас врз основа на што вие сега врз основа на што вие сега ќе цените утре задутре кога на влада ќе дојдат предлозите од комисијата, дали еден предлог, една мерка да се прифати или да не се прифати. Јас ви кажав кои ќе бидат моите аргументи ако дојде предлог. Во ниту еден случај нема да ставам вето на предлог на комисијата, бидејќи сметам дека тоа би било погрешно, доколку ние политичарите ги
надгласуваме нива, имаме можност, едноставно нема да им го прифатиме предлогот. Добро, тоа не мора да го направи нити министерот, бидејќи комисијата е советодавно тело, така што на крајна инстанца може и тој да даде свој предлог. Обично во пракса комисијата ни ги носи предлозите, министерот само ни ги презентира предлозите на комисијата, јас на крај се разбира дека би го прифатил секој предлог на комисијата, меѓутоа би ги дал овие аргументи, кои што можеби и не се точни. Но ова е едно мое убедување од искуството во овие три месеци, дека ги запоставивме луѓето преку фокусирање на системот на колективни мерки и систем на санкционирање. И како сега тоа ќе го направите кога повторно треба да се прави преку тој систем? Па јас Значи вие не можете да отидете во сите села, значи ќе мора да некој да ви помага, ќе мора повторно тоа да се расшири низ системот, па може би дури да се вклучат и партиите кои што многу добро знаат да мобилизираат и да агитираат кога се например во прашање избори. И партиите сега може да завршат голема работа реално. Јас денеска бев во Теарце, се видов со општинскиот штаб во кој се сите локални авторитети. Од верските, политички, полициски, образовни и така натаму, и кои што ги им ја презентирав ова моја теза, дека сега е време да се зборува со луѓето. Сега е време да им се помогне на луѓето. Иначе, сакам да се објаснам, дека не ги обвинувам луѓето затоа што не веруваат во лажните вести. Луѓето се едноставно под страшен психолошки притисок и лесно може да бидат излажани од такви извори на лажни вести, доколку ние не ги храниме прво со точните научни емпирички податоци и доколку не ги охрабриме и не бидеме со нив цело време. Затоа сега е време да локалните штабови ќе имаат поважна улога во оваа втора фаза отколку централниот штаб кој што превзема колективни мерки. Сега локалните штабови преку локалните авторитети треба да најдат начин да пристапат до секој човек. Второ, јас мислам дека сега е време да се охрабрат личните истории на луѓето, личните приказни на луѓето кои што поминале низ овие агонии. Знам дека им е тешко. Јас се обидов, не знам колку е тоа етички. Се јавив на пациент кој што поминал на 10 дена во респиратор. Го замолив да даде едноминутно интервју, за да ги убеди луѓето низ што поминал, низ каква агонија, дека таа е посилна порака од 1000 казни по 20 евра што може да ги даде полицијата за маски, доколку има едно покажување на човек кој што поминал низ такви агонии. Да ги охрабриме и семејствата на луѓето кои што ги изгубиле најблиските, за да ги демантираат овие манипулатори кои што кажуваат дека вирусот не постои и дека овие статистики се лажни и дека некој дава пари на граѓаните за да се пријавуваат како позитивни. Ви велам, можеби и ова моето не е научно потковано, меѓутоа јас сум убеден дека ова треба да ни биде тежиштето на наредниот период на борба и функционирање преку локални штабови до секој граѓанин. И тука точно е, политичките партии имаат структури во секое село и наместо овој период да правиме можеби кампања, ние во овој период да почнеме да разговараме со луѓето и да ги одвратиме од таквите Прашањето е каде бевте до сега, господине Османи, бидејќи јас ви споменав и многу инструменти кои што ги има и државата. Локален совет за превенција не е обична институција. Знаете кој се влегува во неа. Од општински власти до локални авторитети, како што велите, до невладини организации. Значи, имаме едно комплетно затајување. Не можам да кажам, бидејќи ми треба анализа за да кажам затајување. Не можам да кажам, треба студија да направите и да кажете затајување. Ама вие сега ја направивте. Констатирате дека колективните мерки не даваат резултат, препорачувате што и како според вас, а кога ќе дојдеме до прашањето на она кој затај, како затај и зошто затај, што е основно за да се продолжи натаму, велите тоа треба да го остави. Јас кажав, ако нешто затаивме, ако нешто беше пропуст во системот, е што дозволивме конспирациите да ни влезат во голем број од граѓаните. Конспирации има секаде. И ова не е ексклузивно, бидејќи некој вчера ме праша дали треба некаква, не знам, антрополошка анализа, каква за во ова поднебје зашто се шират лажните вести. Лажни вести се шират секаде и ние не сме ексклузивни во тој дел. Но дали ние дозволивме такви манипулатори да ни влезат меѓу луѓето и да ни ги шират тие идеи, да, тука
можеби имавме пропуст затоа што ние прв пат се соочивме со ваков вирус и мислевме дека со колективни мерки, со систем на санкции ќе воведеме бариери на патот на вирусот, што и постигнавме резултат. Плюс една од причините... И рековте, голем дел од граѓаните тоа го почитува. Проблемите и овие бројки доаѓаат од тие кои што не ги почитува. Како сега тие луѓе ќе ги убедите? Вие и денеска имате, господине Османи, апели секојдневни на министерот за здравство и ваши колеги од институт, центрите за јавно здравје отворено кажуваат дека имаат огромни проблеми на терен. Луѓето не сакаат да се тестираат, бегаат од самоизолација. И вие мислите дека можете тоа со некакви санкции да го регулирате? Па еве, например, вие имате одлука на 20 март, 24-та седница на влада, во која што се, тоа е уредба, потоа преточено во уредба за волја на вистината деновиве. Вчера, откако го покренавме тоа прашање, никој не знае дали уште важи или е изменето, но таа уредба меѓу другото гласи: секој оној кој што нема да ја почитува домашната изолација ќе биде однесен во државен карантин на негова сметка. Да. Ако на таков начин некому не покажете пример, тогаш не знам како ќе покажете со збор. Зошто оваа мерка при сите, еве, бегство од домашна самоизолација не е спроведена? Видете, таа мерка прво е на сила. Таа уредба е на сила. Оддамна сме ја донеле таа одлука дека секој што ќе ја прекрши изолацијата ќе оди во карантин. Зошто никој не отишол во карантин, туку ги молите, а се закана за јавното здравје? Секој еден избеган, не се знае колку може да загаси. Сега јас не ги знам точните податоци во тој дел во контролата, но знам дека јас додека бев во домашна изолација, после случајот со Куманово, 2 пати дневно, ненајавено, доаѓаше полицаец на мојата врата. Не мислам дека тоа беше заради тоа што сум јас јавна личност, туку заради тоа што они имаат правилници, ги имаат луѓето и ги дистрибуираат луѓето 2 пати на ден. Меѓутоа, тие доаѓаат 2 пати на ден. Не можеа 24 сата да чекаат на мојата врата. Ако не бев јас совесен да не излезам тие 14 дена, јас можев да најдам 100 начини да бидам во одредени периоди од денот. Но мојата поента е дека доколку е веќе констатирано, тогаш примената на оваа мерка ќе биде опомена за сите други кои што мислат дека само изолацијата им дозволува простор да се шетаат низ град. Дека рестриктивните мерки ги превземавме сите можни што постојат. Но за да го заокружиме кругот, сега ни треба тој дел, личната свест и борбата против лажните вести. Што е она што лично и како лекар очекувате да се презема во следните денови? Се заговара многу начини од карантин до други рестриктивни мерки, меѓутоа факт е дека во Скопје тоа, особено во Скопје, тоа тешко може да се изведе со оглед на географската поставеност. Синоќа и градоначалникот на Чаир во истата емисија рече дека Чаир е практично артерија за неколку општини. Што е тоа што може да се очекува во следните денови, бидејќи бројките се алармантни и граѓаните очекуваат нови мерки кои што ќе значат некаков патоказ дека се оди кон преземање на нешто што сето ова ќе го смири. Видите, јас мислам дека после овие нови бројки се смени однесувањето на луѓето и затоа зборувам за тој кредибилен страв цело време и лична свест. Јас знам дека информациите мои дека после првата вест дека има 80 и дека има 7 починати, ретко можеше да се најде човек кој што е без маска. И тука ја тврдам мојата теза за што зборувам цело време. Ние имавме и да се опуштивме, можеби пред време, имавме еден долг период на ниски бројки. Што се случи? Во почетокот на пандемијата имавме многу мерки, многу врева во јавноста, но никој немаше во својата близина позитивен човек на коронавирус. Па почна да се случи едно движење во јавноста, баш така го нарекувам движење, кое што по социјалните мрежи ширеше теорија дали некојаш сте виделе некого што е позитивен.
и луѓето претежно затоа што ние воспоставивме контрола на болеста на почетокот, немаа во своите семејства, нема во своите мали во населби и почнаа тука да ја изгубат довербата дека не постои вирусот. А всушност тој мал број на позитивни беше како резултат на таа голема реакција и силна реакција кој што како држава ја преземавме и се опуштивме. И сега ги гледаме резултатот на тоа опуштање. Во тоа опуштање, да, имаше и институционално опуштање. Бидејќи имавме 14 дена, се сеќавам, помалку од 5% од бројот на тестираните. На 26 и 16 нови случаи кога се имаше одлука од комисијата да се отвараат рестораните. Сега ние имаме отворени ресторани, вие ми зборувате за некои инциденти во кои што луѓето пред 5 дена седнале на некои маси, а исто како денешните ресторани. Што е разликата? Што е разликата меѓу денешните ресторани и тоа седење? На полициски час. Ама ако зборуваме за правила, тоа е друго. Ако зборуваме за епидемиолошки, етиолошки, каузални причини за оваа состојба, тоа е друго. Затоа велам, но ако зборуваме за форма, за прекршување, тоа е на поинаква тема на која што протокол за ресторани, тоа вие го одобривте и свесен сте дека не е исто едното со другото. Но целта ми е дека се опуштивме, сега сватија граѓаните дека не вирусот е тука, вирусот е опасен, мислам дека ќе бидат овој период многу повнимателни и така ќе спласне бројот за некој период. Повторно кога ќе се опуштиме, повторно ќе се зголеми бројот. И ние ќе имаме една амплитуда на вакви случаи во наредниот период и мојата проценка е дека само доколку научиме да живееме превентивно, внимателно, во услови на подолготрајно постоење на вирусот, ние ќе излеземе од оваа состојба. Се обидувам да извлечам некакви податоци, некакви движења. Значи, ако Сарај на почетокот беше едно од жариштата, вчера имал само 2 случаи, денеска имаме само 1, но вчера го имаме Студеничани со 5, денеска го имаме Арачиново со 8. Иако морам да кажам дека овие бројки околу скопскиве општини се непрецизни, бидејќи се однесуваа на првите податоци кога бројот на заболени во Скопје во 3 часот беше соопштено дека е 33, сега е 52, така што од лабораториите во Институтот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје се 33. Додатните броеви веројатно се од приватните лаборатории кои што денеска малку и каснеа со пријавување. Во рок од 3 часа ние имаме разлика. Но не ги добивме ние како податоци како се дистрибуирани по општини, како вкупна бројка и тоа некако официјален документ. Така да како официјални бројки се уште ќе ги третираме овие 33 во Скопје и вкупно. Не можеме званично соопштение на Министерството за здравство од 18 часот и 42 минути. 76 нови случаи со COVID-19, од кој во Скопје 52, Куманово 2, Штип 1, Тетово 14, Велес 2, Гостивар 2, Кочани 1, Пробиштип 1, Кратово 1, така што не можеме да ги сметаме за неофицијални. Резултатите кои што касно се стигнати од приватните лаборатории, со кои што денеска имавме малце ситуација да почекаме подолго за резултати, но од Институтот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје се првичните бројки. Господин Османи, како ситуацијата да се стави под контрола, бидејќи ако втора недела поред го одлагате отварањето на клиничкиот центар и се вкупниот здравствен систем е и натаму единствено во функција најмногу на спречување и битка со COVID-19, тогаш јасно е дека ситуацијата не е баш под контрола, односно не е толку како што сакате да се представи. Видете, јас не претендирам дека состојбата е идеална, дека состојбата под контрола и навистина нема причина за тоа, бидејќи сите сме заедно во ова и се бориме со нешто непознато, колку што можеме, колку што секој знае за овој вирус. Фактот дека бројки, најголемиот дел од случаите се во рамки на одредени семејства. Колку кластери имаме во Скопје, например, во Чаир, Сарај, Арачиново? Ви кажав јас, денешните бројки од 12 случаи во Чаир, 5 се од едно семејство, 5 се од друго семејство, тоа се сестри, браќа од една мајка, татко, синови, деца, 5
5 од друго и 2 од едно трето семејство. Тоа се 12. Колку тие влечат на лица во самоизолација како први контакти? Точно за овие три не ги имам бројките, можам вкупните бројки на самоизолација. Колку се во самоизолација, вкупно се околу 8.600 на ниво на цела држава кои што се во изолација. Мислам Скопје се околу 2400-2500 треба да бидат. Но сакам да кажам, кога се групирани вака во семејство, тогаш правите екстензивно тестирање и така ги лоцирате и овие асимптоматски пациенти. Јас мислам дека тоа е најдобриот пристап, преку зголемување на бројот на тестови, што институтот го прави последниот период, и екстензивно помалку ограничувачко тестирање во смисла на премногу крутите алгоритми и протоколи за тестирање. Сега во услови кога имате кластер, треба сите кругови околу тој кластер да ги тестирате и да откриете секој можен потенцијален позитивен во тој дел и така да ставите бариери помеѓу кластерите и помеѓу кластери и другите здрави семејства. Така да тоа е начинот на кој што ќе се бориме во овој период и преку ангажман на граѓаните, секој, како што кажав, секој да си го заштити својот дом. Никој нема да ни го заштити домот од надвор, освен ако не сме одговорни да си ги заштитиме сами нашите родители и наши деца. Одговорноста е наша и ние може да ја префрлиме на државата, на институциите, на таа и оваа институција. Тоа е во ред, да, и ние како влада имаме, се разбира, одговорност, но домот треба да си го заштити секој својот. Тоа е сосема во ред, но исто така не може да се изземат институциите и се да се каже дека народот не чини и дека 50% од народот верува во 5G мрежа и така натаму. Не сум кажал тоа никогаш. Не сум кажал никогаш тоа. Јас реков дека граѓаните не се виновни тие што не веруваат, туку тие се прво психолошки оптеретени и фрагилни и некој тоа го злоупотребува во овој период за да наметне такви конспиративни теории. Ние треба да се обидеме проактивно да ги охрабриме, да помогнеме и да ги кажеме точните податоци. Здравствениот систем научи лекции, капацитетите се и натаму слободни, тоа се дел од аргументите кои што ги слушаме овие денови, но факт е дека еден огромен дел од здравствениот систем во моментот не функционира или функционира редуцирано. До кога? Тоа е уште еден дополнителен показател дека состојбата не е под контрола, но до кога? Видете, ние сме во вонредна состојба и вонредно функционираме. Знаете дека јас сум сам лекар кој што и работи на клиника и ние планиравме оваа недела веќе да почнеме. Требаше јас утре да имам програм редовен, меѓутоа оваа нова ситуација ја поремети. Односно ја смени таа одлука за да уште една недела ќе се внимава да се оперираат само итните случаи и сето тоа за да се заштити клиничкиот центар, бидејќи клиничкиот центар не е последниот филтер во државата, односно последното место каде можеме да ги лекуваме најтешките пациенти и доколку го загрозиме клиничкиот центар со влегување на вирусот внатре, ние тогаш немаме алтернатива каде да ги лекуваме пациентите и затоа сме многу внимателни да го штитиме стожерот на здравството, а тоа е клиничкиот центар во Скопје. Е многу добро што директорите на клиниките се многу внимателни по однос на одлуката кога треба да се отвори Тука има едно друго прашање, тоа е се оставаат настрана, сите други болести се е фокусирано на COVID-19. Не, во овој период реално малигните заболувања кои што не треба многу да чекаат беа третирани, меѓутоа другите патологии кои што се побенигни, односно може да чекаат подолг период, знам дека се чекаат подолго време, меѓутоа мора да разбереме дека функционираме и живееме во вонредни околности. И не го правиме ова заради тоа што не сакаме, заради тоа што немаме идеја како да го направиме, туку заради тоа што тоа е единствениот начин да ги заштитиме луѓето и да ги заштитиме институциите. Се од ова што се случи, од оваа последна ескалација, веројатно
нема да може да се стави под некакво предвидено и впрочем не го ставате под таа категорија. 655 активни случаи, 8600 како што рековте во изолација, тоа се потенцијални случаи. Како со овие бројки кон најавите избори на 5 јули? Па видете, нас ни е реално многу тешко да зборуваме за избори во оваа ситуација. И сигурно луѓето кога не гледаат како зборуваме за избори, ви се чудате. И ни се чудат. Мислат дека ние тоа го правиме заради тоа што сакаме да си обезбедиме мандат, но од друга страна нас ни е наметната оваа тема. Ние сме единствената држава во светот која што немаме функционален парламент. Ние сме единствена држава каде што имаме министри од позиција и од опозиција кои што си префрлуваат вина еден на друг, што знае што ја прави владата потешка за функционирање, заради тоа што е техничка, заради тоа што е наменска за други потреби, за организирање избори, а не за менаџирање на пандемија. И нас ни е наметната оваа ситуација. Јас не очекувам граѓаните да не разберат, но ние како министри кои што функционираме на дневна основа, знаеме колку ни треба што побрзо функционален парламент и политичка влада. Така да ние сме во една тешка позиција на наметната ситуација поради ова со собранието, за кое што никој не е виновен. Собранието се распушти 12 февруари, кога никој не знаеше дека ќе имаме епидемија и пандемија овде во државата. Очекувате ли стивнување на овие бројки и создавање на колку и дека ќе се создаде простор за разговор околу избори? Видете, ние до саботата, до први, односно пред да се воведе вонредната состојба, бевме малку под притисок. Мора сега договор за тоа што изборите се на 21. Овие 2 недели вонредна состојба реално ни купија малце време да работиме помалку под притисок на рокови и да се фокусираме на здравствената состојба во овој период, а во меѓувреме да продолжиме да разговараме помеѓу политичките партии. Ставот ние го кажавме. Нема друг датум освен 5 јули во овој период што доаѓа. Такви се роковите, и законски, и логични, и било какви. И јас очекувам дека ќе постигнеме договор за 5 јули за да ги вратиме институциите. Меѓутоа, кога би ставил пак на вага еден да заболи од изборниот процес, па макар и асимптоматски да биде, дали вреди целото тоа. Така да, еве, овие 2 недели да ги следиме трендовите. Јас очекувам. Какви трендови очекувате во следниве денови, бидејќи тоа непреземање на нови мерки со вака екстремно големи бројки не остава доверба дека може состојбата да се држи под контрол? Видете, очигледно вирусот не е предвидлив. Ние сите калкулиравме со ставовите и на комисијата дека респираторните вируси имаат циклус од 80-90 дена, дека ова е природниот момент кога треба да слабее. Но очигледно не е така. Сите очекувавме дека во летните температури вирусот ќе слабее, но очигледно дека не е така. Значи, не можете да создадете непредвидливост кога имате толку непредвидливи работи за вирусот, така да ќе мора да го следите и да носите заклучоци врз основа на некои трендови. 24 денеска Србија плюс, Грција плюс 19, Албанија плюс 21, Словенија која што прогласи крај плюс 2, Босна плюс 11, Бугарија плюс 19, Хрватска 0, Црна Гора 0. Преголема е бројката за да се сместува во некаква непредвиден случај. Значи нешто страшно се случува. Е непредвидливост, нешто се случува, се разбира, е непредвидливост и не можам да исклучам дека во наредните денови во тие други држави нема да има такви девијации, такви џебови како што се случува во некои други држави во светот. Меѓутоа, по однос на изборите, јас мислам дека кој да каже денеска, барем тоа го заклучив, и да се од комисијата, и да се најстручните епидемиолози, и ќе каже после 2 недели ќе имаме толку или пикот ќе се стигне на тој и тој датум, се покажа дека со овој вирус нема предвидување. Или со оваа недисциплина. И со овој вирус дополнително и со тоа. Затоа велам дека најдобриот пристап е да следиме на дневна основа, да ги следиме трендовите и да бидеме во комуникација еден со друг, како политички партии. И да ја донесеме одлуката кога ќе биде најдобро за луѓето и за државата. Сосема кратко околу
контролирањето на овој нова ескалација на број на заболени, какви мерки очекувате или што вие би предложиле доколку сте во можност? А имате можност за надополнување на мерките на комисијата секогаш. Впрочем, сменивте и некои неизини препораки околу трајање на полициски час. Јас реков дека нема да гласам против во влада за мерките кои што ќе ги предложи комисијата, бидејќи тоа не е добро било кој политичар да го направи. Меѓутоа, ќе се обидам да аргументирам овие ставови, дека треба да работиме со луѓето преку медиумите, преку директните контакти, преку институциите. И доколку така координирано функционираме сите, мислам дека ќе постигнеме подобар ефект доколку ставиме полициски час, а луѓето повторно ни се собираат во дворовите, во домовите, во маалата, кои што немате начин вие физички да си контролирате, особено во по-густо населените, Чаир во 3,5 километри квадратни имате 80.000 луѓе и вие немате начин тоа да го контролирате, освен доколку не комуницирате со луѓето за да ја сватат опасноста и да секој си го заштити својот дом. Ова е пораката што сакам да ја пратам денеска, а тоа е секој да си го заштити својот дом, бидејќи никој нема да му го заштити, ниту државата, ниту казните, ниту институциите. А мерките за заштита се толку малку захтевни, толку лесни. Тоа е една маска, едно миење на рацете редовно и вие си го штитите домот, место сега да наметнуваме системи на санкции, колективни мерки кои што нема да ги дадат резултатите. Затоа секој локален авторитет, затоа ги повикувам верските заедници, ги повикувам сите можни авторитети во домовите. И многу задоцнат. Очајно во делот колку луѓе не веруваат во вирусот. Тоа не очајно и во делот колку не сте успеале со ниту една рестриктивна нема да дебатирам со вас во однос на констатацијата колку владата има направено пропуск, бидејќи ниту сметам дека е време, ниту чувствувам потреба да одговарам на тоа. Меѓутоа, сакам да кажам дека не разочаран сум колку млади луѓе коментираат дека вирусот не постои, луѓе кои што барем на профилите гледам дека и се образовани. И тоа е разочарувачки и затоа велам дека пристапот треба да ни биде тука, секој својот дом. Ви благодарам многу за вечерашното гостување во Топ тема. Почитувани, останете и натаму со нас. По рекламите продолжуваме со професор доктор Драган Даниловски. Добре дојдовте назад во Топ тема. Продолжуваме на истата тема како да се стави крај на ова ескалација на епидемијата во Македонија, втор или продолжен бран. Преку Скајп на видеолинија треба да го имаме професор доктор Драган Даниловски. Професоре, добро вечер и добре дојдовте. Верувам дека слушавте дел од полулекарски, полуполитички проценки и коментари кои што ги имавме претходно со вице-премиерот. Бујар Османи, со вас би почнал со едно директно и конкретно прашање. Која е вашата проценка? Каде се причините и зошто ни се случува овој продолжен прв бран, втор бран, нови пикови, едноставно ескалација на бројот на заболените? Па еве, директно ќе го одговорам. Ние во епидемиологијата имаме еден израз, се вика епидемиолошки важни или релевантни настани. Тоа значи дека мора нешто да се случи, настани кои што имаат зголемен ризик за, да речам, епидемиско ширење, за да после тоа како последица се јави зголемен број. Во случајов ние го имавме изминатиот месец со, да кажам, мощне голем број такви значајни епидемиолошки настани. Луѓето нагласено се збира заради одредени, да кажам, верски празници и така натаму, од обете вероисповести, и ова беше логична последица што сега го се регистрира. Добро е, ако можам така да речам, добро е, што се, за разлика од месец април, кога беше
првиот грб на таа двогрба камила епидемиска, ако ми дозволите така да се изразам. Значи тој прв бран се случуваше во ситуација кога имавме нешто што се нарекува ширење во заедницата, community spread или transmission на англиски. И тогаш ние не знаевме буквално каде се лоцирани сите тие извори на зараза, така што мораше да се реагира со еден, да кажам, локдаун, со едно затварање, карантин, полициски час на територија на цела држава. Во случајов сега ние имаме контрастна една ситуација кога имаме точно лоцирано каде се изворите на зараза, кај се случуваат сите тие зголемен број на случаи и на некој начин е полесно. Ако треба, да кажеме, ако Комисијата за заразни болести процени дека е потребно да се реагира со карантински мерки некакви, тогаш тоа би било, нели, хипотетично, ако би одлучиле, би било тоа само во оние делови каде што се регистрира тој зголемен број. Професоре, која е вашата проценка каде затаи системот, во превентивата или во спроведувањето на репресивните мерки, бидејќи впрочем нивната цел беше да не дојде до она што се случува во моментот? Па ова е сложено прашање и би рекол сложен одговор заслужува. Има, да речеме, она што се вика на хартија. Мерките беа пропишани онака како што тоа го правеа сите земји во светот. Едноставно тука од една страна рестриктивните мерки беа, од друга страна требаше да се оди со масовно тестирање. Ние со масовното тестирање малку не поминавме баш најсреќно. Би рекол тука можевме малку повеќе да се потрудиме, но како и да е, првиот бран почна да стивнува. Некои мои прогнози математички кои што се совпадна со прогнозите, да кажеме, на еден тим научници или информатичари од Сингапур, кажуваат дека би требаше да стивне целата епидемиска приказна до крајот на мај. Односно, опашките да бидат до средина на јуни. Испадна дека ме изненади овој втор бран, во наводници да го наречам, или второ зголемување на случаите, така што кај нас очигледно прогнозите не можат да се остварат на хартија. Што се однесува до мерките, значи остана тоа е од една страна со мерките. Мислам дека имаше тука мощна, вака да речам, несовршености во спроведувањето на мерките, во контролата на спроведувањето на мерките и имаше нешто друго. Некој ќе рече дека народот не е дисциплиниран, не почитува. Океј, народот тоа не го прави, меѓутоа јас би рекол дека сето тоа беше последица, зашто народот е ист насекаде во светот, знаете. Кога е неинформиран, кога нема доволно комуникација со обичниот човек, доаѓа до едно згрчување, како ежот што се свиткува и ги костреши боцките. Тој се затвара како школка и едноставно во една таква ситуација пружа отпор. Еден пркос се јавува, револт, сега да не одам во психолошки анализи, кои што прават да едноставно обичниот човек негира како психолошки механизам, ја негира опасноста, особено што сега имаме вирус кој што е невидлив. Така што од една страна има една посвесна психолошка негација на опасноста, од друга страна еден пркос на наметнувањето на мерките. Знаете, ти мене ќе ми кажеш да носам маска, како да не ме интересира, не постои опасност и така натаму, тоа се нормални човечки реакции. Понатаму, во таа една несигурност и загрозеност која што обичниот човек ја чувствува, се јавува и еден феномен на како да речам, упатување на луѓето едни на други. Се дружат, се групираат, затоа што кога се наоѓаат во група се чувствуваат побезбедно. Од таму така може да се објаснат веројатно оние сите
скришни дружби во станови, во викендички за време на полицискиот час и да кажам, ако е тоа така, тогаш сето тоа е една огромна, прекрасна, плодна почва за пласирање на одредени страни, одредени извори на теорија на заговор. Најдобро виреат теории на заговор кога информираноста е несоодветна. И тогаш луѓе веруваат дека не постои вирусот, дека причина е 5G зрачење, Бил Гейтс вакцини, чипирање и така натаму. Но професоре, дури да го прифатиме тоа дека има голем дел, а има од јавноста, од граѓаните кои што не веруваат во болеста, исто така во заразата, исто така е голем и бројот на оние кои што се секојдневно разочарани бидејќи оние мерки, репресивните мерки, карантинските мерки, односно карантин имаше само во Дебар, оние мерки на затворени викенди, сега кога гледаат дека сето ова со што денеска се соочуваме е резултат на непочитување од некого, а тој некој не бил санкциониран, тоа создава еден дополнителен револт и каде ние одиме во една таква ситуација? Кој е излезот? Се согласувам. Знаете, има луѓе кои што едноставно доволно им е да им се каже со убав збор, да речам, да им се препорача дека треба да останат дома, да почитуваат мерки ако излегуваат надвори во затворен простор. И сега кога гледаат дека тие со цело семејство на некој начин се во самица цело време под вонредни услови функционираат, а некои други тотално, апсолутно релаксирано пет пари не даваат за мерките, тогаш тоа секако дека создава револт, нервоза, пркос и така натаму. Така што мислам дека во целава оваа работа, за да откако тоа го констатиравме дека има еден таков сегмент во населението што не ги почитува мерките, мислам дека единственото решение е не само репресија да се аплицира, затоа што дека вие направите некаков карантин сега, што знам јас, по овие населби кај што имаме зголем број на случаи, ако тоа однадвор биде аплицирано, а внатре тие повторно почнат да си се дружат, скришум и така натаму. Не можете вие полиција да поставите пред секоја порта и пред секоја зграда. Кои се продуктивните мерки според вас, бидејќи еве вчера имаме 35, денеска имаме 52 само во Скопје, тоа е пораст за 17. Во Штип дополнително се очекува тестирање на околу 600 текстилни работнички, завршено е само на 100. Тоа може тука да се прошири и на околните градови, Радови, Свети Николе, бидејќи знаеме дека голем дел од населението гравитира со работа во овие текстилни фабрики. Кои се вашите препораки како епидемиолог за на некој начин да се стави контрола на оваа состојба? Па да, видите, јас не можам да претпоставам што може да се случи, но можам да кажам со одредена веројатност да претпоставам дека ако остане дисциплината или свеста или свесноста на луѓето на ниво какво што е досега, дека можеме да очекуваме непријатни случувања и во тој дел. Како што рековте, Свети Николи и другите народи, овие места што гравитираат на Штип, на текстилните фабрики. Значи, тука пак доаѓаме до еден заеднички именител. Потребна е комуникација. Ние на планот на комуникацијата, на пласирањето на исправни информации, точни информации, мислам дека малку закажавме, паднавме на испитот, морам да признам, во секој поглед, ако сакате и на ниво на власта и на ниво на здравствени работници. Па, еве, овој вториот сегмент мене ми е, да кажам, близок. Па ние како здравствени работници испадна дека не сме сложни. Ние, сигурно сте и вие сте забележале, сведоци сте, колкав поединци имало. И тоа не само од нашиве редови овде од Македонија, туку и од странство. Излегуваат луѓе, некакви видеоклипови се пласираат по социјалните мрежи,
луѓе излегуваат, ама ги релативизираат работите. Ама не, тоа, знаете, е обичен грип кој што се поминува лесно. Жабе се прават сите тие рестрикции, ќе помине едноставно. Кај нас се јавуваат луѓе, викаат, ама ние тоа уште од 60-тите години го имаме вирусот, апсолутно не е ништо страшно, знаете. Не се потребни никакви рестрикции и така натаму, така што таквите дисонантни тонови во нашите редови на здравствените работници, на докторите, и тоа доктори од име, не некој од, да кажам, вчера дипломиран, мислам дека внесе еден смут, една забуна, една дезориентираност кај обичниот човек, кој и сето тоа резултираше со една да речам хаотична реакција кај луѓето. Значи, основно е комуникацијата, основно е исправната информација да се пласира, да се доведе до најситната клетка на секое семејство, на секој општество. Јас тука Што конкретно очекувате како мерка или препорачувате од страна на здравствениот систем, односно комисијата и сите оние кои што се задолжени сето ова да го стават под контрола? Мислам дека комисијата за заразни болести би требало да ги следи, да речеме, уште утре или можеби наредниот ден како ќе се одвиваат работите, да процени добро дали се потребни стриктни и строги карантински мерки. Мислам дека тоа не мора, ако веќе одлучат, но ако би одлучиле, мислам дека тоа може селективно да се направи, да речам, не знам, да се стават во изолација дури одделни улици, одделни мала, не мора цела општина или град да се стави во изолација, односно во карантин, аналогно на Дебар. Таквите мерки Дебар ни беше успеава кога беше случајот со Дебар, таму сега практично е работата смирена. Меѓутоа пак ќе речам, јас би апелирал дури комисијата за заразни болести да препорача, еве вака јас преку медиумов до сите релевантни фактори, ако сакате и до политичките сите субјекти, до сите здравствени работници, независно од било каква боја политичка, сите да се сплотиме, сите заедно да се симнеме меѓу луѓето, меѓу народот, во базата, порано велевме. И да разговараме со луѓето, да ги најдеме, да ги направиме сојузници, влијателните луѓе во малата, во населбите, во градовите, да седнеме со влијателните свештеници, попови, оџи, со не знам, председатели на местни заедници, со бизнисмени кои што имаат влијание во својата околина. Нив да ги ставиме на своја страна, да ги анимираме, за обичниот човек, обичниот граѓанин, од нив да слушне дека ова е опасна работа, дека не е точно, дека не постои вирусот, дека е значајно личните заштитни мерки да се почитуваат, дека тоа значи заштита на сопственото семејство, не само лична заштита, и мислам дека со една поинтензивна кампања на комуницирање, ама по вертикала до најниските нивоа на нашето општество, мислам дека може нешто да сметаме. Ако промашиме повторно на тој план, не знам како ќе се одвиваат работите. Можеме да се надеваме дека летото ќе го забави малку, ќе го успори вирусот, ама еве тоа не се случува. Гледаме во Африка, исто така имаме проблем со ширење на вирусот. Така што ова е нов еден створ на планетава, не му го знаеме табијатот се уште, постојано не изненадува, постојано сите учиме како да се справиме со. Говорете тоа, професоре, меѓутоа еве има и поинакви бројки. Хрватска денес 0 случаи, а Црна Гора прогласува крај на епидемијата. Словенија прогласи крај, денеска има само 20. Албанија има 21, Грција плюс 19, Србија плюс 24. Ке завршам и со вас би сакал сосема на крај ваша конкретна порака. 655 активни случаи, 8600 се во изолација. Како со вакви бројки, на кој начин до она што вие го нарекувате некаква
епидемиолошка нормала или исправање на кривата, односно да не дојдеме во ситуација да ја искористам вашата метафора, да креираме тоа што не постои, а тоа е трогрба, Камила. Така. Знаете, има една вистина во епидемиологијата, кога знаете, тоа е една ноторна вистина дека рестриктивните мерки не можат да траат до бескрај. Значи, морате вие да одите на еден, да го наречам тоа, йо-йо систем. Ако трае долго епидемијата, рестриктивните мерки се одржуваат со висок интензитет, па потоа морат малку да се опуштат, па потоа повторно се стегаат и така натаму, за да се одржува од една страна во граници на нормалната во граници на издржливото бројот на новите случаи, од друга страна да не колабира системот економски, да не банкротира државата. Значи, тоа е една уметност, би рекол, на жонглирање во дизајнирањето на интензитетот на рестриктивните мерки. Комуникацијата ја спомнав. Дефинитивно исправното информирање на народот е клучно за да се приволи народот да соработува, да има свест дека никој ништо не му наметнува заради некакви, не знам, задни намери, туку дека е тоа апсолутно заради заедничката загрозеност на сите. Така што би рекол дека она што и да не заборавам, во целата работа како епидемиолошка мерка многу битна е она што јас од време уште од март месец се залагам. Тоа е нешто што и Светска здравствена организација го препорачуваше. Покрај рестриктивните мерки мора и задолжително масовно тестирање да се прави. Имено, она што сега се прави, досега, настрана ова скринингот на вработените во градинките. Значи, она што сега се прави, тоа се тестирање на контакти. Така што ако тестирате поголем број контакти од оние заразени лица, многу е поголема веројатноста да дојдете до позитивни резултати, отколку ако одите во општата популација и онака по метод на случајност одберете граѓани што ќе ги тестирате. Така што ние имаме, го велиме тоа во епидемиологијата, бајасирани резултати. Имаме нагласено, јас не сакам да амнестирам никого, меѓутоа ова е епидемиологија. Значи, колку повеќе тестираме контакти, толку поголема е веројатноста да имаме и позитивни случаи. Јас не сакам да речам дека ова е лажна ситуација на зголемено епидемиско ширење, не е точно. Меѓутоа, за да можеме најобјективно вистинската епидемиолошка ситуација да ја процениме, неопходно е максимално масовно, што е можно помасовно тестирање на општата популација. Ние не можеме сега 2 милиона народ да тестираме, ама можеме да примениме нешто што се вика метод на примерок, да употребиме репрезентативно проучување, да избереме примерок кој што ќе биде случајно избран, селектиран од општата популација, да кажеме со помош на матичните доктори по семејства да се оди по еден член да се тестира и така натаму, или во секој град да се постават пунктови за тестирање кај што минувачите ќе се тестираат, да се пресмета која е таа една поволна, оптимална големина на примерокот, да речеме 1% од вкупната популација од 2 милиона да се истестира, пропорционално од секој регион, од секоја општина, и само тогаш ќе имаме увид објективен колкава е пропорцијата или велиме преваленцијата на луѓе кои што не знаат, а се позитивни. На таков начин и да ги релаксираме мерките понатаму, ќе можеме да парираме, ќе можеме да ги лоцираме, изолираме контактите. Ова сега што се прави мора и понатаму, ама мора и општата популација. Професоре, ви благодарам за вечерачното учество во топ тема и особено за препораките. Се надеваме дека дел од нив ќе најдат место и во идните политики со цел Македонија што побрзо да излезе од оваа агонија. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам. А почитувани вам ви благодарам за вниманието. Останете и натаму со програмите на Телбо.